и граѓаните на Гостивар масовно пријавуваат неправилности во избирачкиот список. Клучно е во следниот период Државната изборна комисија да направи и теренска проверка со што ќе се отстранат неправилностите од избирачкиот список. Неправилности кои што ги создадоа бандата на Никола Груевски, Мијалков и Ставревски за да ги крадат претходните избори. 10 години ДПМН и ДУИ имаа мнозинство и контрола на Државната изборна комисија. 10 години сестринските ДПМН и ДУИ имаа контрола и над Министерството на внатрешни работи и ништо не направија за да се отстранат овие неправилности. За сите криминали, оние што ги сториле ќе одговараат. Затоа е клучно Уставниот суд во среда да одлучува согласно Уставот, а не согласно партиските наредби на ДПМН. Денеска деновиве гледаме дека и Ѓорги Иванов знаел да зборува. Кога е тоа веќе така, го прашуваме и јавно да одговори дали ги прифаќа ингеренциите да аболира криминалци кои што го прекршиле изборниот законник. Јавно го прашуваме дали има добиено наредба и дали планира да ги аболира криминалците на Никола Груевски, Мијалков и Ставревски. Благодарам, ако имате прашања, поверите. Какви нерегуларности? За сите подетални информации ќе можеме да кажеме откако ќе ги сублимираме нашите податоци и СДСМ, знаете, покрај Државната изборна комисија отвори телефонска линија за пријавување на неправилностите. Таа телефонска линија ќе остане активна и во натамошниот период со цел да им даде на граѓаните шанса и понатаму да пријавуваат неправилности кои што СДСМ ќе има повторно право да ги пријави до Државната изборна комисија. Не верувам дека се работи за посебен тип на неправилности во Гостивар, се работи за случаи кои што се распространети низ цела Македонија. Благодарам.